Власта падна на испитот кај студентите. Со црвени картони и барање за оставки ја испратија да полага во казнена сесија. Над 20 студентски организации обединети излегоа на протест пред Министерството за образование и наука да прашаат дали е функционерските плати доцнат, како што нив им доцнат стипендиите, додатоците за превоз и помошта за социјално загрозените студенти. Ова е покажување на еден црвен картон кон работењето на Министерството за образование и наука и ние како Универзитетско студентско собрание ќе се залагаме во иднина студентите да бидат слушнати и нивниот глас да биде уважен. Со свирежи и пароли на македонски и албански јазик. Порачаот и постојано имаат проблеми со исплатата на стипендиите, малиот надоместок за студентски оброк, како и ужасните услови во студентските домови. Бараме промените кои што ги заслужуваме и во високото образование и бараме да не слушнат институциите и да го уважат нашиот глас конечно. Власта во меѓувреме се обиде да ги скроти студентските протести. Утрината ги исплати за останатите стипендии, но попусто. Оти револтот не запре. Министерот за образование пак збунет. Според него, студентите неодамна ја фалеле работата на неговото министерство. Во 16 јануари ова година добив изморена порака од страна на студентските собрања во однос на вработените во Министерството за образование и наука. И поканата има содржина: извини министре, денеска е сабота, но морам да ги пофалам од некои представници сега, од највисоките представници на студентските собрања, мораме да ги пофалиме раководителот на секторот за стипендии, вработените со имиња во секторот за финансии, презадоволни сме како студенти. Не знам што е поразлично од 16. Тој ги покани студентите да се качат во неговата канцеларија да разговараат, но тие го одбија. Велат се среќавале доволно во минатото, инаку студентски протести поради истите причини имаше и во 2022-та. Очигледно власта тогаш не ги прими нивните пораки. Од денешните протести порачаа оти ако и овој пат тоа се случи, тие ќе излезат и на порадикални протести.